Намалувањето на температурите за десетина и повеќе степени по автоматизам ги потсети граѓаните дека грејната сезона е на прагот и дека можеби и предвреме ќе започне. Тие што успеале навреме да се снабдат со огревно дрво, безгрижно го очекуваат денот кога ќе ги запалат печките. Меѓутоа, околу 5 до 10% од граѓаните се уште очекуваат пред нивните домови да се паркира камион со дрва за да го решат проблемот со грејењето. За жал, подружницата Осогово на Македонски шуми и годинава од неразбирливи причини доцни со дотурот на огревно дрво, па значаен број граѓани иако уплатиле за 6 или 12 метри просторни, принудени се дополнително од приватни снабдувачи да купуваат дрва за подготвени да дочекаат грејната сезона. Дополнителен проблем е што за доцнетиот дотур значи и понеквалитетна дрвна маса, главно сурова, на која и треба време да се исуши за да може да се користи. Почнувајќи од оваа година, државата воведува субвенции за набавка на печки на пелети и грејење со пелети, со што практично најавува револуциониран пресврт во користењето на енергенсите. Примарната цел е намалување на загадувањето на воздухот, а секундарната – економичност и рационалност во експлоатацијата на шумите. При тоа се прават пресметки и споредби за тоа колку едно семејство може да издвои средства за една грејна сезона, ако се грее со дрва или со пелети. Стручните калкулации за користење на пелетите упатуваат на сознание дека за загревање на живеалишта од 40 до 50 квадратни метри деневно се потребни 15 килограми пелети за максимална работа на уредот, со што се обезбедува температура од 24 до 25 степени во текот на 10 часа. Тоа значи дека во текот на годината, односно грејната сезона, се потребни 3 тони, што чини 34.500 денари или 2.875 денари месечно. Во ваквата калкулација не е земена предвид најавената мерка на владата на Република Македонија за намалување на данокот на пелетите од 18% на 5%. Огревното дрво, набавено преку Македонски шуми, чини 2.470 денари за метар просторен бука, но кон оваа цена треба да се додадат двојното сечење и други манипулативни трошоци, различниот квалитет и слично.